Фейк, 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 лажно, лажно, лажно. Вистина е ова? Дали ова е вистина? Си размислувам дека, иако сме затрупани со лажни насмевки, лажни пријатели, лажни дешавки, лажна среќа, најмногу ме нервираат лажните вести. Секаде ги има. Ги има на социјалните медиуми, ги има на електронските медиуми, дури се повеќе ги има и на телевизиите. И тоа страшно ме вади од кожа. Веќе не знаеш што е вистина, а што е лага. Тие се како бубачки. Некако секој ден се фаќам како гледам различни информации, како примам различни информации и не знам дали се вистина. 100.000 мигранти ќе се селат во Македонија. А немој. Стварно? Да, има луѓе што се плашат, и има луѓе кои што веруваат во тоа. И ова е само една од вестите кои што цело време се шират на социјалните медиуми. А многу е интересно што само насловот е јасен, и насловот е голем, и насловот е бум, и луѓето прават пари на нашите кликови. Се чувствувам дека живеам во некој свет со искривени огледала и цело време добивам погрешни информации. За мене лажните вести, за мене лажните вести се како бабина чешма. Тоа се оговарања на модерното време. Монструмот на 21. век. Ако јас слушнам нешто или прочитам некоја вест која што е лажна и ја постирам на Facebook, пишам некој многу добар коментар, некој друг тоа ќе го преземе од мене, ќе си дофилува, некој трет ќе го преземе тоа од него, ќе си го дофилува и ние имаме една сосема нова приказна, сценарио, ново измислено, виртуелно, кое што всушност не е вистина. Монструмот на 21. век се лажните вести и мислам дека ние младите треба да го смениме тоа. Проблемот во фејкот е што креира некаква лажна слика за се. Фејкот креира лажна слика за општеството во кое што живееме, за луѓето кои што ги читаме, дури и за луѓето на кои што сме им верувале, почнуваме да се прашуваме дали тие тоа што го зборат е вистина. Јас ќе почнам сега со менување на ова. Одиме репорт, блок и делет. Мислам дека треба да преземеме акција. Целосен стоп на лажните вести.